тези станат. Се забай за църква, чорбаджиите ки ми се смеят. Айде, побързайте. Дай бе. Си се премолчуваме. Го премолчуваме свети Климента, што го довърши делото на Кирил и Методи и ја шираше светлината на славянски јазик. Без тој јазик, господари, не можеме да речеме дека сме луѓе. Не можеме да речеме дека сме живи. Исус рече: кој е жеден, нека дојде кај мене да го напојам. Кој е водата Исусова што ја гасне жетта на луѓето? Тоа е Светото Писмо. А ние бедни само името го слушаме дека го викаат Свето Писмо. А што пишува во него тоа воопшто не го знаеме. Се чита, а ние не разбираме. Туку стоиме како зграгорени. Јазик свој си имавме и го погазивме. Сите народи си учат свој јазик, а само ние учиме јазик туѓ и немајчин. Господари, децата ни учат на училиште и ништо не разбираат. Затоа учат без љубов и слепи остануваат. Не ли е голем срам за сите нас, нашите браќа да бидат разбудени, а само ние да спиеме? Сите да пијат од водата Исусова, а ние да жеднееме. Не е ли слепотија голема нашите деца да учат грчки, да ни тие, ни вие да разбирате? Каков одговор ќе дадете пред Бога вие што сами ги ослепувате чедата своји? Еве веќе 100 години наназад, како дојдоа грчките владици, ги изгореа славјанските книги колку што може и колку што најдоа и ни рекоа: учете грчки. А ние имаме свој јазик, славјански. И наше писмо создадено од Кирила и Методија. И свети книги на наш јазик. А што прават нашите моćни и богати господари? Молчат и ги лижат чиниите на владиката Мелети. Го поддржуваат, кој од интерес, кој од зло, кој од простоти. Но кого го премолчуваме? Јакине, пријател си ми научител. Запри го додека е време. Каков пријател би му бил јас, господар Стужанче, кога сега би го запрел? Не можеме да речеме дека сме луѓе. Не можеме да речеме дека сме живи. Господи, Господи.
Što je ova ženec? Kako si se zaspala? Ne možeš čovječki ni da drevneš. A će drevno me skorivat. O, ima nešto ovo vozduhoć. Kako đavo ovdje li zamešao svojite prste. A i uđete, nema zverbavog Boga. Šivu me, šivu me. Vaše blaženstvo, ulaziko šaka. Znam. Ne li vi kažav, vi velev дека ќе се случи ова. Учителот Григор Прличев, оној кому ние му давав мелеп, оној во кого толку се надевавме и го почитувавме, држи слово против грчкиот јазик. Знам. Пред 8 години учителот Димитар Миладинов го бунтуваше народот против вас, а денес тој, Григор. Ова не смееме да го дозволиме. Сега не знам што ќе правиме. Јас знам, господине Владиков. Со доволно пари ќе го тргнете Григора од Охрид. Так. И не само од Охрид. Така. Григоре, сапунџијав дојде. Мелетиите наклеветил пред власта. Издадена е наредба да те затворат. Може би веќе тргнале. Најдобро е веднаш да заминеш од Охрид. Не. Григоре, мајка да ти го издржи ова. Подобро да заминиш. Мајка ни секи издржи. Ова ми паѓа потешко од сите застрашувања. Ова немоќ, она што сум го испеал на грчки, да го преведам на наш јазик. На јазикот на нашиот народен пејач. Ме недостасуваат зборови, наши зборови. По неколку пати се враќам на ист стих. О Арматулус го преведов со Сердарот. Слушнете го почетокот. Плач и писк се слуша во река. Во Галичник село многу стадно. Каква беда наедно ве збрала. Мъже, жени, деца разплакани. Дали град вам побил плодни ниви? Ил вълци вам стада поразили? Се е готово. Може да тръгнем. Јави му офицерот. Ајде, поскоро, поскоро. Ајде. Ајде, побрзај. Ајде, побрзај. Ајде, Титора. Ајде, спремајте се. Ајде, Чабук. Полека, Чауш ефенди. Не лути се. Ајде, земи ги парите. Ќе дадам јас уште повеќе.
Dobro utro. Doma li je učitelot? Da. Dobro utro. Sedni, efendi. Dobro utro, majko. Sve koje Božje jutro je za dobro. A ova ti je dobro, sinko, ako ste dojdeni za dobro. Ja dojdov za... Kako da kažem... Zapovedano mi je da ga odvedam Sinti. Što lošo storil? Ne znam. Naredba te povisoka od mene. Ispraten sam da je Bastisa me kućavi da ga odvedam Grigora. Ne plaši se. Verujem deka samo ke go rasprašati, ke si dojde doma. Bastisovanje to sam jed znaš, efendi. Nije zarno. Dobro utro, majče. Grigorjevo gornata odaje. Dovedi go. O, merhaba Angele. Za tebe ovo je den lošo počeo. Ajde, učitelji. Zemi gi portaliti i dodime. Eve, i rekov jaz, deka toj ne je čist. Ovje zabraneti knjigi gi najdoja vojničinjeta na tavanu. Kakvi zabranete knjigi? Nemam jes takvi. Ne znam da li imaš ili nemaš, ama ti je našla. Dobara, Vladikov, kaj mene? Dovedi mi ušte sto vojnici, ako sakaš, no nemu, zapovedaj mu da si odi. Taka mi je naredeno. Ajde, vrvi pred mene. Može li da se prostam sa majkom? Ne je dozvoljeno. Može. Ništa nema, ništa. Ajde, trgni se od tuka sa decata. Odvede gi decava. Idi spokojno, majko. Me naklevetile ohriskite grkomani vladikata Meleti. Zaptijite, neke može da me zadrže dolgo. Ne sam storil ništa. Ne plaši se. Težok pad, Fati, sinko. Težok. Samo vraćanja nema. Urazbiram jas to. Se prostivte li?
Pusti me! Mamo! Mamo! Dovede ušteden. Poleka. Uštedena. Učitele, ti li si? Angele, ti ovde, što si stožil? Ništa, učitele. Zar sam trebal nešto da storom, za da me zatvorat? Neko imal smetka za da bidam ovde, a sega koga tebe te gledam, mislim deka znam ko je toj. Taka si je. Ne treba ništa osobeno da napraviš, za te turnat vamo. Ete, nije sme 35 maži od selo Velestovo. Ne žive ovde već je 2 nedeli, zato što su im dale lep na nepoznati ljudi. Bile buntovnici? More, učitele, ti na vistina nikneš i kaj što ne te sejat. Donese li rakija? Nema vreme da natočam. Следниот пат будете ме само ако има нешто за пиење. Здраво, Чрбаджи Кичец. Како тоа ти овде, а? Човек на владиката Мелети. Ostavi go nego. So nego ne se zborova s Odenovi. Kako nije da sme mu vinovni što go zatvorili. Go obvinili za ubijstvo, a ne go izvrši. No ne može da dokaže. Koji znaje kada ke go prata dvaka okovan. A Kičec. I ti, učitelj, utrće nosiš verigi. Od kaj znaš? Znam. Nema lesno da pomineš. Neću do ja sutra da bidam okovan. No ti, koji odamna si se pogrčil, se čini popusta si se prodal na vladikata Meleti. Ja si izrezam. A ti će skapeš po zatvori. Stanuvaj i begaj vonu i ćoš stavu. Begaj se, staće sada moje. Тука седи и ustane da otvoriš. Igor Prliće, za Prliće. Ova ti go prekje učitao od file. Nema povlekuvanja, Angel. Parite dene se možet. Sekogaš može, Angele. Vladikata Meletije ima nagrabeno mnogo pari od narodot. I ovi je naši prodadeni duši mnogo davat. Se plašam učitelja da ne se povtori prikazata. Se plašam tije pari da li gi upotrebat za da te otrujet. Ako što go otruje pred 8 godini vo Carigradski od zatvor, to je učitelj Dimitar Miladinov. Se može coparite, Angele. No ona što go započna moj učitelj i ona što go produžuva me nije, neke može da go zaprat. Ako se ga odstapi me, plašejki se od smrta. Ke bide me luđe što site ke gi se žaluvat. Ja sam star. Može bi mnogo raboti ne razbiram. U moje vreme gledav me da se skrijeme pred silata. Treba da se čuvaš zašto ima luge koji... Grigore. Što sakaš? Grigore, prosti mi noću što zborovaš. Može bi si misliš deka to mi je vrodeno da prisluškujem. Deneske je loš den. Koga ti je rekao deka ti nosiš verigi. Ne be besen, znam, odavno se zborovaše za ovo. Jas može biti bidam odveden vo Carigradski od zatvor. Koji zna kaj ti gi ostavam koskiti. No, tebe će to odvedat vo Debarski od zatvor. A vlezeš li tamo?
Prliće da izleze. Mjesto, vidite. Ja. Vamo. Slušaj, Grigore. Koji me obvinuje i za što? Ne znam koja je tvojata vina i ko je tvojat obvinitel. Просто imam zapoved da ti ispratam Okovan Vodebar. I? I? I što misliš? Koji si ti? Ti li su nas će se boriš? Protiv nas. Prvite. Ajde, nemojte tak. Što ti trebaše da se pletkaš vo politički raboti? I deceta na sestram ili gi zatvorite zato što se pletka vo politički raboti? More, site. Site će zatvorime. Site! Možno je. No to ake se zabeleži. Ništo nema da se zabeleži. Nikoj ne keznaje ni kaj si, ni što je s od tebe. Samo za zijan ste rodeni. I za težina na zemljava. Trebaše da se butuvaš protiv Što ti jazika trebaš? koji si se Što ti prsetio. trebaše? Protiv jazika su koji zbruvame site. Grigore, ne slučajno te viknavме во оваа доба. Гледаш и самиот дека ова не е судење. Господари, досега отворено съм зборувал дека сте слуги на Мелети. Тоа го мислам и сега. Протестирам против вас, затоа што ми спрачате Окован Водебар без обвинение. Ајде, не биди дете. Прекини ги твоите проповеди против Мелети и елинскиот јазик и веднаш ќе те ослободиш. Не. Ti se čuvaš, sinko. Junak si ti. Како зло сте нашле во учителот огин да ви изгори? Зошто ни ги ловите злодејците од кои дрво и камен плаче? Ама вие сте јунаци само за кокошки клање и честни луѓе ловење. Огин да ви изгори и вас и оној Мелетие што ве плаќа со пари што за светците на олтар ги оставаме. Огин да ви изгори и вас и оние наши трговци што душата си ја продадоа. Кокошкари! Ајде, ќе помине и тоа. Гледај си ја маката и не врески да не си окркаш белјата. А баш ка не сум го фатил, јас други го фатија. Огин да ги изгори тие што ги оковаа.
da bi im se zapusta kućite. Kokoškari! Kokoškari! Nema da si legneš? Ke legnem. Jakime? Misliš, neke možete da mu pomognete? Ne znam, Biljana. Ne znam. Beke ništa ne znam. Nekoliko te pobogati trgovci od gradov na koji dosega smetav. Koga go video Grigora vrzano trča kaj meleti da mu baca trak. Kade da odam, kogo da baram, što da im kažem? A Hristo Paunčev? Ne znam. Razgovaraj so tatko ti? So nego, kaj razgovaram. Se plašiš?
Секој би се плашал Јакима. Секој. Седи без грижи, учителя, всеки биде добро. Ајде, поле, слушај. Не ли е по-добро пари се да питат кај те? Ако треба ги да му помогнеш на внука. Ще може. Во Дебар има еден охриđanец, повеќе Христо чудо. Извести го дека сум овде. Добро, добро. И те молам за внук ми помаги. Еми некако брат Биди без грижи, учителе, всеки биде добро. Ајде. Извести го се пунче. Ајде, добро, пари. Купи му нешто на внук. Немај, слушај, еми биде без грижи, учителе. Добро. Пази влегувај! Ми дојде в куќа, а? Ајде! Земете се што има! Ајде! Парите! Парите! Како нема? Како нема? Парите од овој! Парите не се тука! Ајде гледај! Кај се парите? Мора да има многу Ајде парите! Гледај парите! Парите! Друго нема! Како нема? Кај се парите? Дај Ајде, гледате парите! Кај се парите? Ајде, помогни! Ви реков дека нема. Мора да има многу! Нема! Како нема? Удри! Удри! Посилно! Посилно! Удри! Доста! Доста! Дојде офицер! Го доведува учителот Григор Прличе. Да. Уште еден бунтовник. Што е со него? Се бунтуваше против власта. Едва излеговме накрај со него. Против власта?
Dođe nam. Ajde, Blegule. Pobrzaj. Što čekaš, mrdni? Majkata tvoja, tuka ti je mjesto. Ne ti beše dosta kjote put, a? Ajde. Mrdni. Glumci. No. Јас сум овде чауш. Јас му го определувам тука секому местото. Разбра? Овие околу мангалот сите се над 10 години. Овие подалеку 3-4. Кажи ми зошто си осуден? А? Не ми кажа зошто си овде? Otepав 10 mladici. Ај седни до мене. Ова ми е пријател. Да не се случи некој да му украде нешто. Разбравте ли вие? Дауте, дај кафе. Овде се слади. Ајде, Дауте, кафето. Ова е Даут. 18 години е овде и сите ги поминал со око. Ајде, Дауте, побрзај со кафето, ајде. А овој е најстариот од овде. Јас кога дојдов пред 20 години, тој веќе имаше одлежано 30. Никој не знае ни кој е, ни зошто е овде. А ни тој самиот. Ајде, изстави се од тука. Пи, тоа кафе ти е од мене за добре дојде. И бадиела е. Друг пат ќе си платиш. А може јас и ти да станеме ортаци? Не ќе мораш ништо да плаќаш. Размисли си убаво. Сигурни ли сте вие, господари, дека народот се подисплашил од кога го затворивме учителот? Видливо се исплашени, ваше блаженство. Исплашени? Можеш ли ти да побрзаш со виното? Ваше блаженство, греот е да се брза со виното. Остави не насамо. Со задоволство, ваше блаженство. Велите исплашени. А јас знам дека некој од градот, некои од посиромашните собираат пари за откуп на учителот. Тоа се само неколкумина, ваше блаженство. Неколкумина. Зар мислите дека тие голтари може да соберат повеќе пари од нас? Се надевам дека не можат. Но дали вие испративте доволно пари во Девар? Но ние можеме уште да дадеме, ваше блаженство. А освен тоа, јас подметнав неколку книги заради кои пашата може да го осуди со мирна совест. Изгледа дека вие пашата го подценувате. Тој е лукав. Ќе испратам и некои поголеми подароци, ваше блаженство. Ќе одите вие самиот. Имате уште една задача. Слушам, ваше блаженство. Јаким Сапунџиев. Синот на трговецот со крзна. Токму тој. Григор е затворен.
No Jakim Sapundžijev je sloboden, gospodari. A to je isto kako da je sloboden Grigor. Na to ne pomislivte? Istina je vaše blaženstvo. To je prijatelj istomislenik na učitelj. Se seća vam koga vo crkvata? Sapundžijev. Zašto se voznemiruvate? Jakim neke ima smelost da napravi ništo? Baš ništo. Gi poznavam mnogo dobro i nego i tatkom. Gi poznavate? Od koga? Odam na vaše blaženstvo. Proverete si gi prijatelite, gospar Vladikov. Sega ne je vreme da se bide toliko doverčiv. Znam deka Sapundžijev nešto podgotvuva. Ja zboruvam sa tatkom. Tatko to sigurno nema da bide protiv sinot. Tatko to će mora da go smiri sinot, ako ne seka da mu propadne trgovijet. Ne, to je toliko bogat, za da može da se održi sam protiv nas. Po slučaju Jakim da zamine Vodebar, i vi je će zaminete Vodebar. Razbiram vaše blaženstvo. Smislete način tamo da go zatvorat? To nema da bide lesno. Smislete? Vaše blaženstvo, jagnjeto je pečeno. I? Zašto čekaš? Gospodi Bože, koji te dovede ovde. Daj go vamo. Donesi i vino. Ne može. Konjot ne ti го давам. Ни пари, ни што и да е. Што сакаш ти? Да те затворат по Дебар? И Григор е затворен. Не сакам јас луѓето да покажуваат на тебе со прст и да велат, еве го синот на Чорбаджи Сапунџиев, што го влечка по затвори. Кои луѓе, татко? Кои? Оние што се со Мелети? Јаки ме, зар не ни се доволни до сегашниве неволи? Но, татко, ако сега молчиме и пуштиме да прават со Григора што сакаат, утре ќе бидеме во уште поголеми неволи. Тоа не е исто. Ти имаш семејство. Жена ти треба секој ден да се породи. И не може сега ти поради него да си дозволиш утре да пита за леп. Нему животот му е во опасност. Самиот рече дека таму може да го убијат. И тебе може истото да ти се случи. Сепак, мислев дека барем ти ќе ме разбереш. Доста! Не може да добиеш никаква помор. Што сакаш ти? Дуќено да ми пропаде. Да ми се запусти се она со години што су печали. Имаш право. Чувај си го дуќанот, да не ти пропадне. Добро вечер. Добро вечер. Тука ли е Чорбаджи Христо Паунче? Да, горе е. Добро вечер. Dobro večer. Dobro što dojde, tok mu mislev na tebe. Poveli, sedni. Sakaš? Zavitkaj si. Sakaš kafe? Ne. Da, imam nešto za našiot učitelj Grigor. I jaz dojdov poradi nego. Si došlo tokmu kada što treba. Znaš, ja sam mnogo razmislila za nego i ti mi dojde na um. Grigor ima doverba o tebe, ne li? Da. Da, samo ti možda mi pomogneš. Ja sam go sakam isto. Zato je i dojdov. Da mi pomognete da sabereme dovoljno pari i da mi go dadete konjot. Sakam da odam Vodebar i da mu pomognem na Grigora. Da. Ti go dadam konjot. Ti dadam sve što sakaš. Samo razgovaraj sa nego. Kaži mu, ja go razbiram. I mnogo.
Много го почитувам. Насеката съм го фалил и го сакам како син. Само... Нека разбере. Планина со глава не се крши. Ама планина, главата може да му е скрши. Млад е той, и ти той. Животот ќе си го запусти со тоа што го прави. Јас се разбира, му пожелувам се нарно. Затоа, ако си му пријател, послушај ме. Разговарај со него. Наговори го да се откаже од оваа залудна борба. Ме разбира што ти велам? Ќе одам во Дебар и ќе му помогнам колку можам, но да го наговарам да се откаже, тоа не можам. Ама не мораш ти да му кажеш баш така како што ти велам јас. Оддалеку, но да свати. Тој нема што да свати. Ние треба да сватиме зашто се бори тој. Конјот сега не го даваш? Зошто да не ти го дадам? Ќе ти го дадам, зошто не? Само ете изумив. Утре треба да заминем за Солун. А сетне има и друго. Мојот ате надалеку познат, може некој в Дебар да го препознае. А друг пат ако треба, повели, дојди. Повели било зашто, јас сум тука. Разбирам. Така. Дај ги вам оплячките. Ајде, оди си сега дома да не те мислат домашните. Ајде. Или си, Климе? Здраво живо? Јас сам и кој? Кој ќе биде ако не јас? Ајде. Идам кај тебе. А што се замислил така како светот, ги миите да ти пропаднале? Ништо не ми е. Можеш ти да кажеш што сакаш. Јас гледам што ти е. Не попусто сум цел век рибар. А луѓето ти се како и рибите. Штом сетат опасност, се кријат, бегаат. Некој вели, пушти рибче да фатиш крапче. А не знаат дека крап риба не лови? Да не го научев тоа од рибите, зар ќе знаев со овој мој прост ум дека некој лови во градот? После слушнав го уловиле Григора. Чичко Климе, сакам да се видам со рибарите. Не коси се. Секоја мрежа може да се дупне. Ај со мене. Знам некои луѓе што ќе помогнат. Ајде. Ај сино. А Јаким отишол? Да. Изутринава. Рано. Па, сепак, можеше да ми се јави пред да замине. И вие, помладите, сте станале многу избувливи. Ништо не може да ви се каже. Ништо. Веднаш се лутите. Со викање ништо не се прави. Ништо. А ние, постарите, нешто знаеме. Сигурно нешто сме преживеале и сме научиле од животецов. Сакав да му кажам на Јакима. Јас размислував, Билјана. Цела ноќ размислував. Знае тој што прави, знае. Се радувам што син ми е таков. Но ако сакаме да успееме, Билјана,
Treba с ум и полека да се работи. Без многу врева. Такво е времето. Јас сакав да му кажам на Јакима дека ќе му помогнам. Јас го разбирам. Но треба да бидеме умни и предпазливи ако сакаме да успееме. Не ли, Билјана? Да, татко. И вам нема да ви биде лесно. Мислам, со Владиков, со чорбаджиите. Тоа ќе биде моја работа, Билјана. Како работи? Иде ли? Върви, како и секогаш. Григоре, слези долу. Примаш ли гости? Сапунджиев дојде. Оној Хусеин е многу катил човек. Вие побрзете со разговорот, а јас ке го заговарам. Добро? Дај една лира. Здраво. Ти овде и дзидар можеш да станеш. Можам да станам и крадец. Го гледаш ли оној што му подава цигара на стражерот? Тој излегува ноќе и на пазарен ден од затворот и краде. Се што ќе украде дели со стражарите. Тој ми предложи да му видам ортак. Црн дјавол. Сум имал прсти за крадец. Што градите? Пак затвор. Гледај да го довршите побргу. Ако ме соберат, да не се буткам таму со вас. Гледај да не пораниш, та сам да си го изградиш. Што се случува во Охрид? Во Охрид. Повеќе мина чорбаджи што ни ветија подкрепа. Отидоа кај Мелети да бараат прошка. Тогаш подобро без нив отколку со нив. А Христо Паунчев? Не мисли на него. Сиромашните се сега најгласни против Мелети. Тие и собраа пари со кои треба да те ослободим. Дојдов заедно со 7 старци. Со нив и со овдешниот трговец, Христо Чудо. Ги посетуваме советниците на пашат. Значи пиете и јадете до зори? Јас само пијам. Мислиш ми е лесно? Сношти пиев со неговото превосходство владиката Антим. Некаде пред зори ми вели. Синко, ме убеди. Со моје вино ме убеди. Ова одамна ми се нема случајно. Старците му подарија скап кожуф и 30 лири. Рече дека лирите не ги прима за себе, туку да ги даде каде што треба, за спас на охридскиот поет. Владиката Антим, иако албанец, покажува наклонност према тебе. Зашто во Сердарот си пофалил неколку албански добродетели. Јас мислам дека фрлил око и на местото охридски митрополит. Григоре, доста е. Ја ќе ме додиме. Емин ке ти каже што сме направиле. Добро, внимавај Мелети не мирува.
За здравие на син ти. Господари, zar вие, što го оковавте, му сакате и здравие? Немојте така, мајко Марија. Ние секогаш сме го сакали, го сакаме и сега. Токму пред малку им реков на владикови Назарче дека ние остаревме, ама ништо поумни не станали. Избрзавме многу. Им реков, се огрешивме со Григора. Им реков, сетете се дека Григор со својата поема о арматулост во Атина го доби ловоровиот венец и беше славен како втор Омир, дека кралот му нудил стипендија за Оксфорд или Берлин. А овде во Охрид никогаш не сме имале учител што подобро учителство. Знаете што ми рече Владиков? Во право сте, госпар Стружанче, ние треба да го вратиме Григора. Владиката Мелети е голем човек, широка душа, ќе му прости. Всушност тој веќе му простил. Кога Григор би сакал пак да учителствува, владиката Мелети рекол би му изградил палата, би му дал 12,000 драхми годишно. Ме разбирате ли, мајко Мари? И ако Григор не го сака ни тоа, тогаш ние не сме виновни за неговата судбина. Нема сега да зборувам за тоа. А ја знам кога почна сето тоа. И од кого? Од кого? Од дедо му. Дедо му пред умирачка ме заколна да го дадам Григора на училиште. Бог да го прости. Има ли кого? Да. Од него Григор научи се. Те и тоа. Кој е тоа? Тоа, господари, дека треба да се живе како човек и да се умре како човек. Каде ти овде? Денеска ме донеса чандарите. Кај се наоѓаш? Од другата страна. Зошто ти испратиле овде? Се поплакав на нашите чорбажи дека тие се виновни за твојата несреќа. А тие ме окова. Ајде преработи доста муабети. Ајде. Ела на музове. Еве, ти ја прати мајка. Како е таа? Многу подобро. Ова ќе се издржи. А тебе ти ја кажа ли пресудата? Уште не. Мојката ваша ѓаурска. Учителе, ја ќе имаме за тоа. Како си се здрави? Сакаш да ти доведам лекар? Не, ти ќе ми бидеш лекар. Од моја страна ќе напишеш молба. Ќе напишеш која е вината наша. Добро. Кој ни е обвинителот.
4 gineme vo debar, zatvoreni i nesudeni. Sakam da izlezam na sud. Mnogo dobro. Ako zagineme, pašat ima da dava objesnuvanje pred luđeto i pred Boga. To не е dobro. Takvi zborovi ne čine. No ne griži se. Molbata ke bide silna je sami od ke ja podnesem. Ова се ракописи што се најдени кај него. Ова се негови стихови. Поверете. Оно е што ви го објасни. Сатвореникот стигна. Нека влезе. Поведете го. Олан. Ваму. Седи. Григор Прличе, роден на 81.1830 година во Охрид, од татко Ставре Прличе и мајка Марија Ѓокова, сегашен жител на град Охрид и тамошен учител. Ти си, значи, учителот Григор Прличе. Да. Ова се списи најдени кај него. Што е ова? Тоа се негови стихови. Поезија. Ти си бил поет? Да. Одамна не сум зборувал со некој поет. Јас мислев дека си само учител, а ти си бил и поет. Ова е твојот говор против владиката Мелети. Точно. Никогаш не сум го криел тоа. Во него ти велиш дека народот не е должен да им плаќа на владиците. Точно. Тоа сум го рекол. Го велам и ке го велам секогаш и секаде. Вистина е. Не постои таков закон. И јас го знам тоа. Но не е дозволено пред народот да се говорат раздразнувачки зборови. Секој таков говор може да предизвика бунт и неред. А јас сум Тоа овде е ваше мислење. Јас никогаш не сум говорил против државата и нема да дозволам да... Јас сум овде да го ценам тоа. Јас сум овде само врз основа на клевета, дека сум бунтовник и дека кријам оружје. Ни оружје најдено, ни барут. А овде сакате упорно да најдете некоја вина. 4 души гинеме во затворот. Ако загинам јас, нека ви е пред Бога простено. Но ако загинат другите, чедата нивни пред Аллаха ќе викаат против вас. Доста! Одете го! Одете го! Тргнете ме го предоши! Повелете. Да го пратиме во Стамбул. Таму да го суредат. Да не брзаме, ве молам. Не ли ви реков? Знам. Не преземете ништо додека не речам. Пеки.
Ефенди, владиката Антим чека да влезе. Неговото преосходство Антим. До сега си можел да научиш дека тој не сме да чека. Но јас... Нема но. Нека влезе побрзо. Ако да, нека влезе. Повелете ваше превосходство. Пашата ве чека. Ајде бе, Чопек, мавни се во кујната. Ќе те викнем за кафето. Сте сакале да зборувате со мене, ваше превосходство? Зошто не, Ефенди? Разговорот со вас секогаш би бил пријатен. Ама, за учителот? Да, за учителот. А и за нас, Ефенди. И за нас? И ние сме овде некоја власт. Нели, Ефенди? Се надевам. Ефенди, зошто ние овде во Дебар да се преткаме во охридските работи на Мелети? А зошто вие, ваше превосходство, не го поддржувате Мелети? Иста црква сте, нели? Да речеме, не ми се допаѓа, Ефенди. Но ваше превосходство, тој е моќен. Само Господ е моќен, Ефенди. Само Господ? Па, да речеме понекогаш и народот. Во овој случај ми се чини дека повеќе сакате моќта на народот. Поблиску е до Господ, Ефенди. И што мислите ние да правиме со нашите мали моќи? Ако не можеме да бидеме близко до Господ, Ефенди, барем да бидеме близко до народот. Сигурен сте дека народот го сака учителот? Да, Ефенди. Да поразговараме за тоа. Може? Секако, Ефенди. Не брзајте, ваше превосходство. Па за почеток да испиеме за учителот. А понатаму ќе пиеме за народот, а? Да, може, Ефенди. Учителе, вечерва ќе дојдат владиката Антим и неколкумина старци од Охрид и ќе те ослободат. Брат ти Јакима ги пушти из Упринава се сместија во Ана. Брат ти е болен, има темничен тифус. Епа, Григоре, сварно субо. Ти си одиш, а јас останувам овде. Збогу. Ајти, секоја мрежа може да се скрие. Ако некој со пари е затворен, со пари може да се ослободи. Друг калауз нема. Само треба да се соберат многу пари. На судијата му посега рачето. Овде треба да се стави нешто да запре Терезијата. Едва си му мајката, такви се сите во држава. Зеде пари од нас, зеде и од Мелетија. Нека му се задржи. А Јанки многу добар човек. Може би не те ослободи, зашто знаеше дека си невин, па сам ќе се. Туку пара бие, пара се кара. А инако многу добар човек. Ако не те отруе со некое кафе, ќе видиш дека многу добар човек.
vika Simon Grešnijot. Po stari godini se povlekoš ovde. I dobro mi je. Što barem nadvor? Nadvor je sve takav. Čovjek ne zna poveće što da kaže. Ni uvod u poveće ne može da osluša to. Sve se nagledao na vekov. Sve što vidov, sekade odev i sekade je isto. Kako bilo, tako i će si bide. Isti se vekovite. Ne te prašam zašto si ovde. Može bi od istite greovi kako i ja su. Site nije imame greovi. Vladikata Antim mi reče da ti se najdam prirak. Sve što ti treba, baraj od mene. I knjigi. Ako ti treba. Apalsta omiter udis chthonus, tiuton echases ion, uper tus achus stomata psalun califonus, epercomenon viene on. Да, учителе, ништо друго не може вака добро да ги лечи раните на душата, како овој манастир. Потребни ти се долги прошетки низ шумава, за да ти се врати мирот. И размислувања, непрестани размислувања, се додека мислата не се избистри како овдешните извори. Повели, седни до мене. Гледаш, ова се твои стихови. О Арматолос. Ей ти, дојди ваму. Седни ваму. Нека, ќе постојам.
Слушай. Канклеис ипен апавста омитер одистонос. Tiuton εχασεσιόν, ούπερ τους άχλος στόματα τα ψάλουν καλυφώνος επερκομμένων γενεών. Τα έργα του τα κρατερά φτέλων επιφτιμήσει του άρεος ιοπαδί, κυρωτόκον φτέλωση γυναίκα σε μνήσει πάντες τύχης ιαϊδί. Σίδε αντέλης άκουσον πραήνας ατονγών, τα έργα του τελοϊπεί, ειν όσιον ακούωση τους άχλους των ηρών, λαός πολύς εν σιωπή. Разбираш ли? Ovo je pesata za Kuzman Kareman. Si čuli za Kuzmana? Како не сум чул? Та не е Кузманот преку свет. Беше од едно село до нашето. Дедо ми бил со него. Да, убаво. Можеш ли овие стихови да му ги кажеш на селанецот на твојот и неговиот мајчин јазик? Ова е дел кога албанците со кои тој се борел и го однеле на мајка му Неда телото на Кузмана. Пред неа се представија Геги со страв и почит. И најстариот од нив рече: ако и да ми безпрестано плачеш, многу тажна Кузманова мајко, порок не е, ниту срам несмасен. Таков син си изгубила, чии големи дела со восхит ќе ги прославуваат идните поколенија. Разбра ли нешто? Што си се стуткал, кажи. Како не разбрал, владико? Ти видов во очите дека си разбрал. Оди си сега. Те разбра и очите му светна. Сега е задоволен. За него тоа што му го каже се онака како што го чул. И ништо повеќе. Но за мене и за тебе не е. Не е така зашто ти му кажа само мал дел од она што го имаш напишано на грчки. Му го кажа само она што му го порачуваат стиховите, но со послаби зборови, во поинаков облик, во облик посиромашен. За него тоа е доволно, но за тебе не е. Го знам јас тоа. И затоа сум овде, како што велите вие охриѓаните, да те опитам. Разбирливо ми е што се бориш против владиката Мелетии, но зошто се бориш против јазикот на кој си пеел како Славеј? И вам ли треба да ви објаснувам? Не се борам јас против јазикот. Ни против грчкиот, ни против било кој друг јазик. Јас само се борам за својот јазик. Јас знам дека веќе никогаш не ќе можам да пропеам на својот јазик. И затоа ќе замолчам, ќе престанам да пишувам. Но затоа децата што ги учев и оние што тие ќе продолжат да ги учат, ќе учат на свој јазик. Па нели по песната птиците се разликуваат? Зар не е грдо Славеот да си ја заборави песната и да пее онака како што ќе посека било која друга посилна птица? Ти веруваш дека си овде за да се опоравиш? Знам јас зашто сум овде. Ти мислиш дека си овде затоа што јас сум оветил на Мелети да те задржам додека тој не ги растера во охрид твоите истомисленици. Но подобро овде да те држам отколку да ичетеш некаде патен. А Мелети и онака веќе не може ништо да стори против луѓето кои се борат за својот јазик. Велам луѓето, затоа што ти, иако си прв меѓу нив, само си мал дел од оние што доаѓаат по тебе и од оно што ќе се случи. Некои ќе речат дека сум сакал да те заштитам затоа што убаво си ги опишал гегите во Арматолос, чиј син сум и јас. Веројатно и тие ќе се во право. Но знај само едно, ме натера овие убави стихови. Учителе, јас ќе те држам овде уште 3 месеци. Со Симона можеш да појдеш до Дебарските бањи.
Grigore, da se vratime u Anut. Je zavarne. Imaš pravo, neka zavrne. Baš je potreben doš na zemljava.